Civil Media. Добар ден на сите. Среќен 10 декември. Џабир фала што не собра тука и среќен ден за човековите права. Денес барем можеме да го славиме слободни. Она што го кажу рање зашто е донесена декларацијата за човековите права, сакам да додам малку понатаму после тоа во 50-тите години зашто воопшто елитите почнаа со спроведување на овој принцип во самите општества и во државните уредувања. Дури, благодарам многу. Веројатно, мотивот за спроведување на еден ваков принцип бил многу лукративен. Она до што дошле нели од претходните истражувања дека среќни луѓе на кои им се исполнети правата, прво почнавме со работничките права, се многу попродуктивни и на тој начин многу побрзо ќе можат да го со таа продуктивност да изградат повторно општествата кои беа разурнати, уништени од Втората светска војна и од Првата светска војна порано. Меѓутоа, не е важно мотивот од каде тоа тргнало елитите да ги спроведуваат. Тргнало веројатно од лукративни причини. Зашто поголема продуктивност на работниците и на луѓето да се направи за да може побрзо да се обнови. Каде стигнал тој принцип? Тој принцип многу се разви. Имаме и втора, и трета, и четврта генерација на права, на кои се уште многу работиме. За жал, ние имавме декада каде што работевме на основното право на живот. Нас буквално ни беше загрозено основното право на живот. И после ослободувањето, за жал, од аспект на ЛГБТИ заедницата, се уште не се разрешени сите случаи на физичко насилство кон ЛГБТИ центарот, ЛГБТИ активисти и ЛГБТИ организации. Ова мене ми фрла мал сомнеш за тоа колку и како ќе напредуваме во однос на исполнувањето на правата на нашите граѓани. Затоа што ние имаме многу блиски примери, да не речем на северната граница, каде што кога целосно не се имплементира се што требаше после револуцијата и се, сега гледаме дека веќе 10 години не имаме враќање на учениците на оние луѓе кои претходните 90-тите години нашиот северен сосед го држаа во една диктатура. И сега нивните ученици се вратени и јас мислам дека тоа се случи заради тоа што таму не се спроведе до крај правдата, не се спроведоа до крај и не се изградија механизмите и принципите за заштита на луѓето и на нивните права. Од тука сакам уште еднаш да честитам на Денот на човековите права и иако сме сите, верувам дека уморни и прегорени од претходната деценија од борби, за жал не можеме да запреме и мораме уште пожестоко да продолжиме. Затоа што ризикуваме да ни се врати нешто уште полошо од тоа што ни беше. Ви благодарам уште еднаш.